Почитувани, продолжуваме со расправата во врска со избор на суди во Уставниот суд на Република Македонија, каде што немавме можност да ги слушнеме аргументите на сите кандидати кои што се ставени на дневен ред да бидат едни од носителите на заштита на уставноста и законитоста во Република Македонија. За жал, ќе повторам, немавме можност истите да ни дадат свое мислење, своја визија, како би ја подобриле целокупната и перцепција, и ефективност, и ефикасност на судството, на правосудните органи, на државните органи во однос на оценување на уставноста и законитоста на сите акти за кои што тие се надлежни, бидејќи станува збор за институција која што е задолжена и е над сите други органи за да може да ги утврдува аномалиите во системот, судирот на интереси и сите нејаснотии кои што се однесуваат и со примена, а секако и со усогласеност на правните прописи. Имено затоа оваа материја е регулирана и во Уставот на Република Македонија, каде што е предвидено дека Уставниот суд на Република Македонија е орган на Републиката која штити уставноста и законитоста. Се предвидува дека го сочинуваат 9 суди со мандат од 9 години, тоа е близу една деценија, кои што ќе се грижат, повторно потенцирам, за сите овие и судирни надлежности и заштита на човековите права и сите надлежности кои што се нотирани во членот 110. Конкретно, Уставниот суд на Република Македонија одлучува за согласноста на законите со Уставот, одлучува за согласноста на другите прописи и на колективните договори со Уставот и законите, ги штити слободите и правата на човекот и граѓаните што се однесуваат на слободата на уверувањето, совеста, мислата, јавното изразување на мислата, политичко здружување и дејствување и забрана на дискриминација на граѓаните по основа на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност, решава за судирот на надлежности меѓу носителите на законодавната, извршната и судската власт, решава за судирот на надлежностите помеѓу органите на Република и единиците на локалната самоуправа, одлучува за одговорноста на председателот на Република Македонија, одлучува за уставноста на програмите и статутите на политичките партии и на здруженијата на граѓаните, одлучува и за други прашања утврдени со Уставот. Ова како вовед, а секако поврзано и со членот 8 од Уставот, каде што се брани и темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија, каде што се предвидени како темелни вредности основните слободи и права на човекот и граѓаните признати со меѓународното право и утврдени со Уставот, слободното изразување на националната припадност, владење на правото, поделба на државата на законодавна и судска, политичкиот плурализам, слободните, непосредни и демократски избори и правна заштита на собственоста. Ова го потенцирав и сакав да го напоменам за да можам да се надоврзам на кандидатот кој што го предлагаме. Секако се наведени и другите темелни вредности во овој член, меѓутоа во однос од CV-то кое што можеме да го видиме, во однос на темелните вредности за правната заштита на собственоста, почитуваната професорка Родна Живковска, која што е како кандидат за судија во Уставниот суд, гледаме од CV-то кое што е доставено дека има доста допринесено, а секако и познавање во односта на заштита на правата на собственост, која што е, потенцирам, една од темелните вредности на според Уставот на Република Македонија. И ова професорка како кандидат има објавено повеќе монографии и учебници кои што се однесуваат токму на ова право. Затоа сакав како вовед од Уставот и темелните вредности да го концепираме во однос на CV-то кое што го има доставено. Всушност, истата има објавено повеќе монографии: Општ дел на граѓанско право, воведни теми, Општ дел на граѓанско право практикум, Стварно право, Општ дел на граѓанско право, Општ дел на граѓанско право, воведни теми 3, Збирки на прописи од стварно право,
Сето ова се однесува на правото на собственост и заштита на правото на собственост. Затоа ги потенцирам овие делови од CV-то. Збирка на прописи од стварното право, општ дел на граѓанско право, практикум, сите овие се различни публикации, коментар на Законот за катастар на недвижности, коментар на Законот за експроприација, има учество во изготвување на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште, односно во 2001 година кога стапува на сила, потоа имаме стварно право практикум повторно во оваа област за која што зборуваме. Ова го потенцирав и извадов еден дел од CV-то на овој кандидат за уставен судија, бидејќи целта на овие кандидати, кои што во наредните 9 години ќе треба да ги штитат темелните вредности и правата на граѓаните, треба да имаат одредена специјалност и да бидат стручни во својата област каде што можат најмногу да допринесат за заштита на овие права. Ова што го потенциравме е всушност доказ дека согласно Уставот и членовите кои што се однесуваат на изборот на уставните судии, целосно и недвосмислено можеме да заклучиме дека во оваа област почитуваната професорка е стручна и истата има допринос и секако може да сметаме дека ќе ја исполни својата задача како уставен судија на највисоко ниво и самите граѓани ќе почувствуваат дека имаат заштита преку Уставниот суд за својата собственост, која што морам да кажам дека во дадениот момент не е загарантирана, бидејќи на узурпатори им се дава поголема правна сила отколку на поранешни собственици или на собственици на недвижности, на недвижен имот, на земјишта. Така да во дадениот момент имаме ситуација кога граѓаните не се сигурни за својата собственост. Повторно потенцирав, бидејќи во моментот поголема правна сила имаат узурпаторите, отколку оние кои што биле или поранешни собственици, или се корисници на одредена земјиште. За да Уставниот суд биде во функција на задачата и стожерот на сите овие постапни елементи за утврдување на законитост и уставност, мора да имаме луѓе кои што ја познаваат материјата. Не случајно сите овие хронолошки показатели ги наведов, бидејќи од досегашната пракса имаме многу негативни, можам слободно да речем, искуства од страна на Уставниот суд, бидејќи истиот постапува исклучиво по директива на извршната власт. За жал, самиот Уставен суд го прекршува, односно ги прекршува темелните вредности на Уставот. Конкретно една од тоа е поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска. Тука не можеме да разграничиме кој што е, кој ги дава насоките и слободно можеме да заклучиме дека извршната власт е таа која што ги контролира сите. Меѓутоа, Уставниот суд е тој кој што треба ова пластично кажано да го санкционира и со превземање на чекори во однос на законската регулатива и усогласеноста на подзаконските прописи и законите со Уставот, да го анулира оној дел на превртени вредности во однос на поделбата на власта. Меѓутоа, самиот Уставен суд, на начинот на кој што е поставен, конкретно сите други државни органи, сите други судови, иако потенцирам во судството имаме само 8% доверба, иако 19 судови од 34 ни се неажурни, истите имаат поставено, согласно процесните закони, одредени рокови на постапување, зависно од материјата која што е регулирана и согласно стварната надлежност која што им е дадена и по која треба да одлучуваат. За жал, во институција како Уставниот суд немаме рокови на решавање. Секогаш, кога имам можност, го потенцирам ова и повторно ќе го кажам.
Една од прашањата, односно како ќе се постави Уставниот суд, беше иницијативата за противуставното така наречено специјално јавно обвинителство. Истиот ја стави во фиока ова иницијатива и не излезе со конкретна одлука во однос на тоа дали истото е противуставно, се додека со закон ова институција не беше ставена вон сила, односно не беше затворена. Тоа значи дека Уставниот суд на првиот тест не положи. Односно, не се произнесе по однос на оваа иницијатива, а има мноштво на такви иницијативи по кои што Уставниот суд не постапува, бидејќи, потенцирав, нема соодветна регулатива врз основа на која што ќе биде задолжен во одредени рокови да постапува. Тоа значи, Уставниот суд има апсолутно право, дали за нешто ќе постапува или нема да постапува и ќе се стави во фиок. Ова се оние можности, секако, кои што им се дозволуваат и со Уставот, и затоа потенцирав. Ако можеше на овој тест да не положи, може да предизвика сериозни проблеми, ако не си ја врши соодветно работата и ако немаме соодветни лица кои што ќе ја познават тематиката за која што ќе бидат таму внесени. Конкретно, за кандидатот кој што беше, потенцирав зошто во својата област каде што најмногу има допринесено, може да даде свој допринос и во Уставниот суд. Секако, ако имавме можност овде да го образложи ова, дополнително ќе имавме сите и аргументи за или против, како понатаму да постапуваме и која е визијата за подобрување на ова институција, но за жал ова не можевме да го видиме од страна на парламентарното мнозинство. Не наидовме на разбирање, бидејќи на начинот на кој што се тера дополнување, односно, јас слободно ќе кажам, допартизација на оваа институција, бидејќи започна уште со именувањето на госпојата Кацарска, продолжува и понатаму. Зошто? Затоа што некој преку оваа институција гледаат спас. Бидејќи оваа институција во секој момент има право да поништи или да укине или да стави вон сила одредена одлука, одреден член, одреден закон, а со тоа може да допринесе до сериозно решавање на одредени проблеми во државата, но и да допринесе до сериозно создавање на одредени проблеми во државата. Ова партизирање на оваа институција може слободно да се подразбере како ситуација да истите се заштитуваат и да посегнуваат после тоа кон укинување или поништување на одредени одлуки, законски решенија или подзаконски акти. Неслучајно во членот 112 на самиот Устав на Република Македонија е предвидено дека Уставниот суд ќе укине или поништи закон ако утврди дека не е во согласност со Уставот. Уставниот суд ќе укине или поништи друг пропис или општ акт, колективен договор, статут или програма на политичка партија или здружение ако утврди дека на тие не се во согласност со Уставот или законот. Ставот 2, односно ставот 3 вели: одлуките на Уставниот суд се конечни и извршни. Тоа значи нема правна заштита после тоа. Тие се врвот, судните одлуки имаме конечност и извршност. Конкретно за овој кандидат во однос на заштита на сопственоста, сметам дека може да даде свој придонес како еден од оние чинители кои што ќе ја оценуваат оваа област и ќе ги оценуваат таму сите овие законски решенија, бидејќи потенцирав во дадениот момент имаме испревртени вредности, немаме правна сигурност на собствениците на недвижните и движните ствари во Република Македонија, иако е уставна категорија. Дополнително, како и сите други колеги кои што се согласивме, има потреба од широка дебата и разговарање и со експерти и со сите да се види како и на кој начин оваа материја дополнително треба да се уреди, бидејќи
самиот Уставен суд си ги уредува начинот и постапката со своји собствени внатрешни акти и одлучува самиот за себе, но, повторно потенцирам, ова институција, доколку не си ја заврши работата и доколку не излезе во пресред на граѓаните, а излезе во пресред на политичките елити и на поединци, мокни поединци, од овде се создаваат крупни проблеми за кои што ќе ги почувствуваат на крајот самите граѓани. Не знаеме во која насока ќе се движат овие постапки, доколку не можеме да поразговараме, не ги знаеме оние намери и видици како понатаму самите овие судии, бидејќи оваа недоверба на судството го секогаш се позиционира кон основните апелационите, Врховниот суд, секогаш се позиционираме овде, но иако Уставниот суд не е во рамките на ова поставеност и е самостоен друг орган, кој што не е во рамките на ова поставеност на судовите, како самостоен орган, тој има многу битна улога во однос на работата на овие институции. Затоа, ова поврзаност следствено ја повторувам, односно следствено ја кажувам, бидејќи довербата, односно недовербата од над 92% на граѓаните во судството, дел од ова има заслуга и овој Уставен суд. Неговата неажурност, неговото непостапување или постапување спротивно на интересите на граѓаните или поединечни лобисти кои што таму можат да излобираат одредени поништувања или укинување на одредени одредби. Кандидати за уставни судии кои што имаат своја биографија со многу оставени трудови зад себе, каде што можат да допринесат со своето работење кој што досега го докажале и понатаму да го имплементираат во работата на Уставниот суд, можеме да сметаме дека имаат кредибилитет да ја застапуваат ова институција, ова битна улога која што може да им се даде. Потенцирам, затоа е предвидено и 9-годишен мандат, да истите бидат ослободени и растеретени од секојдневни политички притисоци или притисоци на поединци за даден краток период, ако имаат истите несигурност во своето работење. Една цела деценија во која што можат на подобро да се сменат многу работи со конкретни одлуки и постапки на вакви прописи и закони и со тоа дополнително да се решат долгогодишни проблеми на граѓаните и на многу широк на луѓе кои што се навлезени во лавиринтите на судовите, во лавиринтите на обвинителствата, а истите не можат да излезат на крај, бидејќи од самите извештаи, дополнително ќе разговараме и во однос на другите кандидати кои што имаат директно учество во овие текови кои што се случуваат и во обвинителство и во судството, каде што имавме предмети кои што повеќе од 10 години се во судските лавиринти. Недозволиво е било која странка во процес да биде изложена на вакви тортури од долгогодишни судски рочишта. Затоа, спречување на вакви состојби ќе придонесат кадри во Уставниот суд, кои што ќе имаат доблес да застанат цврсто и во рамките на своите квалификации, можности и знаења да дадат допринос во однос на одлучување и укинување или ставање вон сила или поништување на одредени одредби кои што се донесени од страна и на законодавната власт и од страна на другите органи кои што можат да усогласуваат со подзаконски прописи кои што се со закон и со устав. Затоа сакам да истакнам уште еднаш. Не случајно ги потенциравме сите овие публикации и монографии, објави, каде што имаат ставено во својата биографија кандидатите во дадениот момент професорката Родна Живковска, која што може да даде допринос во овој дел од своето работење,
а дополнително ќе разговараме и за сите други кандидати, за да на крајот излеземе сите заеднички да можеме да направиме уставен суд кој што ќе биде во функција на заштита на уставот и законите на Република Македонија. Ви благодарам. Ви благодарам, почитуван колега. За реплика се јави колегата